тешка вистина. Проблемот не е што не знаеш да тргуваш. Проблемот е што не можеш да останеш ист човек 3 години со ред. Фаза 1 еуфорија. Добиваш неколку добитни трейдови, зголемуваш ризик, одма си го кракнал кодот. Имаш тоа чувство, нели? Овертрейдинг и кога маркетот ќе ти мамне шамар, кој е крив? Следна фаза е его и обмазна. Одма да го вратиш загубеното. Се отвараат милион позиции. Само да ги вратам тие 100 евра што ги изгубив. Да израмнам на 5000 евра и исклучувам. Сега е моментот. Сега ќе паѓа златото. Сам се лажеш. Што следи? Изгубен акаунт. Double down. Ќе го вратам. Ова е една од најопасните фази. Фаза 3. Скокање на стратегија. Денес трейдам Smart Money концепт, утре ICT, задутре Support Resistance, последна недела не знам и сам што. Тука нема систем, има паника и лоша навика. А вистинската причина што немаш константност е следната. Немаш процес, немаш journaling, не следиш трейдови и се чудиш што е погрешно. А сериозните трейдери размислуваат како фондови, а не како хоцкари. А за да бидеш фонд ти треба систем. Тој што нема систем, тргува секојка. Влегува досада, сака брзи резултати и богатство. Што прави фондот? Чека A+ сетап. Не му се брза и сака да ја го прави. Има долгорочен план и гледа статистика, а не емоции. Клучното за мене, за да почнем да се делам од масата, беше тоа што бројките ги заменив со проценти, трейдовите ги заменив со A+ сетапи. Пред секоја позиција се прашував зошто би бил победник и дали размислувам поинаку од масата и тоа што го гледам на маркет. И сватив дека проблемот не е во маркетот, не е во чартот, туку проблемот е во мене. За да се движи чартот треба да има причини. Ние треба да сме паметни како да ја прочитаме таа причина пред да се случи. Преголемите очекувања исто се проблем во овој бизнес. Не размислувај на пари од сам почеток. Размислувај како ќе дојдеш на врвот. Ти сакаш да бидеш трейдер или бараш допамин во маркет, што ти кратко ќе трае. Ако ви се допадна ова видео, пишете во коментар идеја зашто сакате да зборуваме следно.